Комичен мегахерц. Раз, два, три! Светна си Еличката, кај ти! Мислев ке речеш раз, два, три, ние сме од Скопје. Ние сме сите од Скопје. Така е, сите Yes. сте од Скопје, само не признавате. Така е, велиш. Нема врска. Сакам да кажам дека не знам ништо да кажам. Немој да очајувате. Големиот Боб Марли вика Don't worry about the thing, се ќе биде во ред. Значи сите имаме падови во животот, не го копајте ровот, седете мирни, ќе се искачите, знам како е, тешко е, но секоја битка потоа те прави уште појак војсководец. Издржете, не... Зашо да издржите, бе? Доколку во животот сте во ров, Атанас вика дека тоа е дно дна, значи не можеш подолу. Значи И нема јас сум што сега полошо. на дното на мојата кариера. Но јас- Дното! А јас викам дека може да падне земјата, да го затрупа и да биде- да не плаќаме за трошоци. А вие... инаку, повели, да вие Дали што? го купивте вашето гробно место? Се зафрка. Не, доколку не имаме попу. Добро, Значи јас ќе кажам на метеоролошки завод, значи дечки, јас сум најбољи за погаѓање на време у петок затоа што денес сонцето силно свети, а ќе му кажам фала на небото затоа што небото е тоа што ни го дарува сонцето, а сонцето е тоа што нас не обасјава во петок. Денеска е петок Што ни 20, прави? не обасјава. Обасјава, то објаснавам. Да те објаснавам. 23 декември, 358-иот ден во оваа престапна година. Знаете дека има годината 366 Шест. дена. Затоа ви остануваат до крајот на ова година уште само неколку Од годината денови. цела, од изминатата година. Чекајте малце, другари, Да, од чекајте. годината што Чоте! беше... Да, за граѓаните, за нашите граѓани. И така да ги поздравиме сите што работат во комуналните служби, затоа што тие се едни наши верни слушатели. Да ги поздравиме сите камионџи, да ги поздравиме и сите таксисти. А вие останете на вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. Кома нула, там. Ќе идеме одма со музика, Жарко, или како ти е предлогот? Па јас имам предлог да идеме веднаш со музика, па да Значи, се вратиме во don't нашето worry студио. about a thing. Баба Марлија. Аре, идеме. Sad сум брзи, а вие слушате Комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Брзи. Сонцено светит, месечината сјај, ја те сакам, ба муја знај, прилепска поезија која што вредеше да се испочитува. Атанас, Треба да читаш некоја поезија, кога читаш тоа беше најинтересна емисијата. Сега пропаѓаме. Тоа е мојот околаниот поет. Па може ајде до крајот на емисијата ќе прочитаме една затоа што околаниот поет секогаш вика читај кога имаш време во емисија дел од моите песни. Повели да кажеме за акцијата наша во театарот комедија што ја имаме. Значи средствата од изведбата на Вардарски пастови што се изведе на 16 месецов, ќе биде донирана, ќе бидат наменети за лекување на Владко кој боледува од бубрежен канцер. Тоа сакав да го споделиме со вас, инаку оваа вест излезе во печатениот медиум вечер. Да ве прашам нешто, доктор Атанасовски, што би препорачале друго за бубрежниот камен, како да се избегнат тие болести? Канцер. Не, за бубрежниот камен ве прашувам. Каменот? Да. Па да не јадете. Камења? Добро. Тога се смени и веднаш и гласот на нашиот колега Атанасовски. Но јас еве сега ќе се вратам. Ама зошто? За да те прашам, Атанас, како го помина викендот? Да, мораме да ви најавиме, драги слушатели. Значи, последната емисија за оваа година ќе биде следниот петок, тоа е 30.12 на сам ден пред нова година. Значи, јас и Атанас ќе правиме отворена емисија со отворени врати. Тука во нашето студио ќе имаме едно изненадување музичко за сите оние кои што ќе дојдат во нашето студио и кои што ќе следат емисијата заедно со нас од нашето студио. Значи, како што направивме на крај на сезона, Пред ќе направиме новогодишна сега журка ќе направиме во пред радиото. новогодишна журка во радиото. Значи со Комичен мегахерц за годината да ви биде комична. Следниот петок 30 ве очекуваме во 12 часот во нашето студио. Се наоѓаме Карши Влада.
земете си научари затоа што ќе сјаеме многу јако за да не ви изгорат очите. Друго нешто сакав да кажам, да, значи утре вечер е представата Вардарски пастови, утре е 24 декември, сабота, убав ден за да дојдете со својата другарка, зборувам за женските, да дојдете во театар комедија за да гледате Вардарски пастови. Во понеделник и во вторник ве поканувам во Македонскиот народен театар да ја погледате представата Чикаго, затоа што ќе завршуваме за оваа година 26 и 27, а вечерва на репертоарот на театарот комедија може да ја прегнеме представата. Господарот на кукавицата кој што не ја гледал слободно нека дојде и нека види какви се тие господари на кукавиците. Да подсетиш? Подсетам дека во 19 часот ќе биде вечерва представата. Да. Вечерва. Господарот на кукавицата вечерва во 19 часот. Точно така, господарот на кукавицата вечерва во 19 часот. Атанас, сакам да те прашам нешто околу новиот проект што го работите сега во театар комедија, малку да ги доближиме нашите слушатели кон нашиот нов проект, сите што знаат, што сакаат да знаат. Да, како изгледа тоа? Што работите во моментот? Работиме една представа, текстот е трудна приказна, така да се вика. Благица Секуловска, таа е автор, наш автор македонски на текстот. Текстот е на интересна склопка дека е за фудбал. Футуризам, значи тоа е една тема, не знам како science fiction може да се каже. Не е за во иднината е сепак темата и се случува во 2032 Македонија 2032. Знам, тоа е најсмешниот дел од текстот и јас се смеам на тој момент кој ќе разберам, кој ќе кажеш Македонија 2032. Невозможно! Вака. Јас ќе сакам да го кажам, да го цитирам Френсис Бекон, кој што вели брачната љубов го создава човештвото, пријателската го усовршува, но разузданата го расипува и го понижува, затоа немојте да имате разуздана љубов, зауздайте ја. Во театар комедија исто да најавиме брачна игра за вегани, представата прво ќе ме земеш, после ќе ме 3 точки. Да. Со Роберт Ристов, Миријана Ристов и Дарко Велик на 25 во недела во бифето на театар комедија. Цена на билетот е само 100 денари. Представа која зборува за можни варијанти на едно рандеву. Точно така, и доколку доаѓате со девојка веганка, не ја купувајте цвеќе затоа што веганка ќе ви го изеде. Да ми јаиш трно. Цвеќето. Што ти јаде женската кокичиња, брат? Сега е на мајчина душичка. Многу е здрава. Не ги варе, ги јаде ке сичките. Дечко, отидов му парк пасе од тревата, не е здрав. Абе, што купува цело време, вика, комшија чајеви толку многу. Абе, вика, не ги варе, ги јаде, вика. Кесичките. Шмука го кесичето. Се даве, вика, со тоа делото со кесичето, не знае да ги одделе. Ке се обесам! О, леле. На почетокот љубовниците зборуваат за еднината, а кога љубовта е при крајот зборуваат за минатото Андре Маурис или Андре Маурис. Ма тоа се сите некои фрази слитени, веќе не можам да ги слушам. Значи, искуството е лично ваше, значи не се разочарувајте, може да имате ударци да примите, ударци се како ниски, високи, леви, да. десни. Музичарите имаат еден многу интересен термин, се вика ниска лага. Да. А тоа е го... Знаеш како ниско шепотење. Да, а вие како не се доле, служите со ниски лаги и служите се само со високите лаги. Тие не знам што се, но веројатно се... Многу високи. Но затоа Карл Јунг ќе каже дека човекот кој што не поминал ни спекулот на своите страсти никогаш не ги надминал, затоа луѓе поминете ни спекулот на своите страсти. Убаво е да се оди ни спекулот, па после ќе знаете дали да ги поминете или нема да ги поминете тие страсти уште еднаш во животот. Но сега ние ќе само да кажам, Калиоп има кажено, ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе, не ме давај на ѓаволите. Опи, а ние одиме со Попи. Виж, 4, 95, 96, мега, херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Ако љубовта е слепа, тогаш зошто долната облека е толку популарна? Ovo кажа еден непознат автор, а околаниот Прометеј, твојот омилен поет, што цело време не тера да читаме ствари, Атанас, вика вака: забранетото овошје ти можеш слободно да го јадеш. Проблемот е во тоа што расте високо, а теренот е лизгав.
Та-та-та-та. Значи да, на два ума. Ако паднеш можеш да се сокршиш. А нашиот Рамис ќе каже дека од кога се фатив сам во лага, поќе на никого не верувам. Поздрав голем до сите наши фанови што поминуваат. Ова е најдобрата смешка што сум ја слушнал во последното време. Во последните 24. Затоа што смешки јас не знам да кажувам. Тоа го свативме. Добро. Види, ова вика факти за забава. Вика, група луѓе што се ангажирани да ракоплескаат на настап се викаат клакови. Значи, ние ни нас ни требаат клакови за Клик-клакови. Клик-клакови, затоа што шегите што ги кажуваме со Атанас изгоревме. Изгоревте. Сакав да кажам нешто, ама не знам што. За представата првин ќе ме земеш, после ќе ме лажеш. Ќе се игра на сцената на театар комедија, а сега жарко ќе отвориме нашата линија за да доделиме два гратис билета за вечерашната представа Господарот на кукавицата. Само со тој што ќе се јави, мора да каже: сакам два гратиси за Господарот на кукавицата. Ова ќе биде трибют на мојот омилен водител на сите времиња, така да Одиме со броевите 02. ако не слуша некој, Викам ако не сме само ние и режија не слуша, дечкото се стави слушалки. 02 слуша 31332 02 31332. Значи, линиите јас ги отвараме сега. сакам гратис билет за Господарот на кукавицата. Значи мора така да се каже во чест на нашиот омилен водител. Ете така, а додека ги чекаме нашите слушатели, ќе кажеме веќе дека имаме повик. секој крал од картите за играње представува некој голем крал од историјата. Од лист кралот Давид, Детелин Александар Велики, Срце Чармалајн, а Каро Јули Цезар. Дали имаме слушател на линија? Каро баба. Вика, кога играм карти, фрлам каро, сите го знаете, се вика Джаро. да, Познатиот лик. Имаме слушател на Така е. линија. Нека се вклучи. Сакам гратис карти за Господарот на кукавицата. Ама не, културно Не го така, кажеш. да. Те молам. Сакам гратис карти. Значи мораш малку така. Те молам. Сакам гратис карти За за Господарот Господарот на... на кукавицата. Имаш карти! Добиваш два. Имаш карти! Билет. Ти благодарам што ми го разумеме денот. Бев на рап да направам нешто. Да посегне по себе си. Да. Со кого разговараме? Ана? Ана, здраво Ана. Од каде ни се јавуваш? Од Скопје, претпоставувам. Од кој дел на Скопје? Скопје, да. Од кој дел на Скопје? Карпош? Карпош, одлично. Скопје, добро. Значи ќе си дојдеш од 7 е представата вечер да знаеш. Само да знаеш 19 часот, да. Добра. Дали си гледала некоја представа во комедија? Па сега во брзо време не. Планирам да одам на име во понеделник, Те чекаме. али фино ќе ми дојде и ова денес. Ова денеска ќе те, како се вика тоа, припреми за За представата име. наредните подвизи и срекна нова. Одлично. Фала и вас исто. Да ти само- кажеме уште еднаш доколку сакаш да си гостин во нашата емисија на 30 следниот петок од 12 до 1 повели во нашето студио ќе имаме изненадување. Ќе се дружиме со нашите фанови. Само остани на линија за, мислам, ако не ме разбере погрешно, ова со линијата јас некојаш претерувам, а ќе оставиш информации во режија, може? Може. Ете така. Фала ти што се јави, биди жива и здрава и уживај во ова петточно попладне. Значи заради вакви луѓе сакам да водам емисија, да ви благодарам што ми го разубавевте денот. апсолутно. И јас исто заради вакви луѓе што го прават тата на среќен, па јас сакам да водам со него емисија, затоа ја водам емисијата. А 5% од луѓето кои користат персонални огласи за дружење и запознавање се веќе во брак. Што? 5% од луѓето кои користат персонални огласи за дружење и запознавање се веќе вајда сте тие оние. Здраво, јас сум дечко 30 години, сакам да славам нова година со некој. Какви имам читано. Многу се јаки тие, така? Да, дискреција загарантирана, тоа е. Да, дискреција за гарантира. 60 годишен, барам 20. Да бе, дечко, не си ја нашол до сега ќе ја најдеш 20 Као тоа годишна. беше многу јако, вика, се допишувавме 2 години и мислам дека се викаше Матеј 12 Не, години. Како беше тоа? Sweet 21. Да, Sweet 21 испадна дека е Чичко Атанас. Чичко Атанас од Австралија има 68 години. Плаче, вика 3 недели. Леле, многу јако. Значи, сега очекуваме слушател, нема да даваме карти, можете само да си помуабетите со нас во емисијата. 0231313332, доколку некој сака да се јави, нека се јави. Не знам дали знаеш, Атанас, и ова за сите фанови на Барби кукличките, значи карактеристично за Барби куклите во Јапонија е тоа што нивните усти и се ќе можам сам. Им се затворени и не им се покажуваат забите. Па добро, тоа е најверојатно за да се загарантира дискрeciјата. А зборот шахмат вика дека потекнува од Индија и значи кралот е мртов. Значи ќе ти направам шахматата, нас немој да ме нервираш.
Што која ти е тебе представата на најомилена во театарот на комедијата Скопје? Која ми е омилена? Да. Немам омилена. Омилен лик? Немам. Омилена представа во Драмскиот театар? Немам. Омилена во МНТ? Не знам. Омилен глумец во Македонија? Жарко Димовски. Добро, освен него? Атанас. Добро, доколку би имал Како можност... можам да имам омилен глумец? брат? Доколку би имал можност, да, кога си ти најдобар. Фала. Доколку би имал можност барем на еден ден да одбериш супер пауер, каква моќ би одбрал ти? Да летам. Сериозно? Да, ветичко. Тоа ми е една од желбите мене, но се почесто размислувам да патувам низ времето. Мислам дека тоа е нешто што многу ни треба. Добро, сега ако одиме по Марвел логика, јас би сакал да бидам Доктор Стрендж па да си играм со димензиите и со светот. Не знам дали го погледнавте Доктор Стрендж, јас ако не го не сте погледнав. го повелете во каде бе да повелат? Во Тука во Cineplex. студио ќе го гледаме. Да. Ќе го пуштиме На трейлерот. 30 ќе пуштаме филмове. Да, значи уште еднаш да подсетиме 30 декември, кој сака да дојде во нашето студио 12 до 1, нека дојде тука, ќе се забавуваме, донесете си водичка, ќе биде жешко. Јас сакам да се заблагодарам на луѓето од нашата билетара кои секогаш ме следат будно во оваа емисија и сите мои лапсузи ги поправаат и ми пишуваат на Facebook. И Молам. луѓето од режија, вас ве поздравивме, ама не слушавте преска. Да, луѓето од режија ги поздравуваме секој затоа што тие не помно пратат и цело време не поддржуваат, а инаку мора да ги поздравиме луѓето во Прилеп кои што не слушаат. Посебно оние кои што не слушаат во клубот Лас Вегас. Ги поздравуваме сите кои што не слушаат во Охрид. Ги поздравуваме сите луѓе кои што поминуваат покрај нашето студио. О, љубовта на излог. Љубовта на излог се појави од каде се појави љубовта моја? Вау, ја фативме жива со цигара. Добро, сите вие кои што сакате да уживајте во песната што следи сега после Жарко, оди ти емисија. по љубовта, јас ќе останам во студиото. Та-та-та-тау. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си ga слушаме на 99,3. И? Такој. Магарињата годишно биваат повеќе луѓе отколку што има авионски несреќи. Вау. Замислите, загинуваш од магари и идеш горе и ти викаат здраво, Свети Петар, ти вика. Ја чувам ре ти од бега, бе, ајде. Од магари умрел. Бегај жити све, не си за нигде. Јас дека сум трагичар не по своја волја, може и таква смрт да имам и да ми се смее горе цел рај. Така да влезам горе. Ама ајде, очајноста и глупостите на Атанас ќе ги трнеме на страна. Сакав да кажам дека има многу повеќе авиони во морето отколку подморници на небото. Да, тоа сигурно е така. Точно така, докога сите вие што сакате да ославете, да трошите калории, а ве мрзи да вежбате, со удирање на главата од зид се трошат 150 калории на час. Да. А сега какво удирање, не знам, Ама треба од која страна? Од предна или од тил, задна? Од тил, задна, Тилт не туку да ти од направи. предна, напред. Значи 0231313332. Ајде луѓе, ве очекуваме, јавете се, ќе ви кажеме еден виц. Доколку се јавите. Љубовта помеѓу двајца е прекрасна работа, Жарко го гледам сега некако нивото негово на енергија се подкрена, тоа е само затоа што Жарко е заљубен и јас го почитувам тоа многу. Точно. Сакам да си ја поздравам и својата љубов. Апсолутно. За успешна врска помеѓу двајца. сум љубов, така си, да те поздравам. Дали знаеш дека за успешна врска на двајца, една врска е успешна кога третиот не знае за другите двајца, нешто така треба да е. Така, математички. Математички, да, тоа е значи љубовта е математика уствари. формулата на Бернард од Стердис. Точно, сега како знаеш да изброиш, така ќе сватиш. А вечерва ве очекуваме на представата Господарот на кукавицата, почнува во 19 часот. Така е. А на 24-ти, Жарко, дали утре? сум во право, е Вардарски пастови. Утре тачно. Така, а последна представа за оваа година, 2016 година, од изминатата година, за целата година, Што беше, што што помина? помина Ќоте, е представата Лапреном. Французите сакаат така да го изговараат, а ние го изговараме едноставно име. Доколку сака некој да го гледа Атанас во понеделник, нека оди. Доколку Бос. некој сака да ме гледа мене, нека дојде 26, значи понеделник и 27 вторник во Македонскиот народен театар да ја погледне представата Чикаго. Резервирайте се карти на време. Јас гратиси не можам да делам за таа представа затоа што не е од мојот театар. представа. Тачно така. Кажи ми, Жарко, И дали во повеќе. исти ден играме, јас играм име, ти играш Чикаго? Да. А, па да. Разбираш? Разбирам, Ќе се значи. расчепат ли фановите? Ја да се расчаречам, така имаше еден виц. Поздрав до Види. Виктор Петров, Викса. Поздрав до Викса, подобро добар план денес отколку совршен план утре. Така да, како да ти кажам. Што е за денес?
За денес планот е биди спокоен, сонцето свети, месечината сја и ја те сакам ба му знае повторно. Најважно од се луѓето што се покрај тебе и што се секогаш покрај тебе и што те сакаат. Фамилијата е најважното нешто, чувајте си ги луѓето. Чувајте си ги најблиските. Да, и да знаете кога ќе ви тргне на лошо, се тргнува на лошо одеднаш. Нема тука постепено нешто полека, вака, така. Те фаќа лошото и те кине. И ти мораш да му кажеш, брате, Ако сака се ќе некој мине. да се јави во емисијата, го очекуваме. Ја мислам дека никој не слуша. А ако даваме гратиси, дали ќе се јави некој? Така, так. Нак. Види, ова се случува сега. Па Слушајте. имаме слушател. Немаме слушател. Имаме. Немаме. Приватни разговори Приватни на режија. разговори на режијата. Затоа не може да се јави никој. Види, тоа се... Ало, добар ден. Добар ден, млади. Добар ден. Па чекајте една баба да се јаве, малку да се постике на младите години. А па така е најубаво, нели? Тоа е одлично, баш ни е драго. Повелете, со кого имаме чест да разговарам? Од Евгелија се јаво. Од Евгелија се увате. Од Гевгилија? Ве слушам у Евгелија. На грчка граница. Така браво, ли? баш ни е драго што не слушате. Со кого имаме чест да разговараме? Имате се да разговарате со баба Трајанка. Баба Трајанка, баш ни е драго што се јавивте во нашата емисија. Најубав збор во Гевгилија е тасакум. Така ли е? Тасакум. Ја ве така многу. А ете така. Сте млади, убави. Нако не ве гледам, ве слушам поград. Па не сме нешто за гледане. Не сме многу за гледање, али сме добри за слушање. Имајте убав ден, убав викенд и добра следна година од нас. Ве сакуме многу. Убав ден и на вас. Фала многу што се јавите. И да имате убави невести, убави моми. Така е, па Така. Така е, момички. Одлично. Момички, да имате, дојте у Гевгилија. Ке дојдете во Гевгилија, поздравете ги грците. Видите, јас сум од таму, од Скопје. Дојдам у Гевгилија малку да се потутува. Па да се одморите нормално. Супер, одлично. Сите ќе се преселиме сега во Гевгилија. Сите е така. Да. Фала ви многу, Ви уживајте. благодарам. Немаме имигранти, више готово. Нема емигранти више, добро е, па добро. Останете добри, поздрав голем, се слушаме. Ете, фала ви многу. Една убава мелодија. Ајде ќе ви пуштиме една убава мелодија. Ајде. Специјална убава мелодија ќе добиете. Поздрав. Фала ви Што би многу, рекол? фала ви многу, значи. Молим. Ете, тоа е тоа, драги слушатели, ни се јавуваат гости од секаде. Претпоставам дека ова Атанас нешто го има направено, некој го има. Тасакум, нема Тасакум. побаво нешто, тасакум. Тасакум бе другарчето. Кажете му на тој што е до вас, тасакум. Точно, вика, кажи му на човек дека има 300.000 милиарди звезди во универзумот и ќе ти поверува. А кажи му дека клупата е пресно фарбана, сепак ќе провери за да се осигура. Тоа се тие некои двигатели во животот кои што мора да ги освестиме за да тераме понатака. А инаку исто така имаме ние слушатели од Дебарско-Полошкиот регион и ги поздравуваме сите што не слушаат во Дебарско-Полошкиот регион, а таму можат да не слушаат на 98,9. 98,9 запирка зарез запета. Слушајте не и вие на вашиот омилен мегахерц 96,0 комичен мегахерц. Поздрав за сите доктори во држава. И што не докторки. слушаат. Апсолутно се разбира. Слушател имаме на линија. Преземи го. Се откажа слушателот. Добро. Ајде ние ќе ве охрабриме, пробајте пак вие што сега се Храброст откажате. треба за да се... Одиме со реклами и се враќаме на одјава. Чао. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Маноци го слушамо на 99,3. И се вративме во студиото, остануват уште 3 до 5 минути 0231313332 кој што сака да се јави за последен пат во емисијата. Денеска последен ќе пат. се јави. А инаку на 30 кој што сака да дојде во нашето студио, нека дојде, ќе се дружиме, ќе пееме, ќе свириме, имаме многу добар састав музички кој што ќе свири тука со нас. Жаре, не сум те прашал, ги пратиш ли ти нашиве емисии?
македонски што се снимаат. Дали имаш некоја милена емисија што сакаш, што обожуваш да ја гледаш? Да, тоа е една нова емисија сега што оди на телевизија, се вика Casting Talent Show. Не само што ја така. обожавам, туку сакам и да сум дел од тоа шоу, како водител, затоа што водителите таму ми се многу јаки. Значи, просто ме инспирираат и сакам одново да запишам факултет. Тие водители се доказ дека вработувањето беа со врски, чисто да знаеш. Не знам, јас па најверојатно нешто такво ме инспирира, но сакам да сум дел, сакам да бидам таму, сакам наместо дуо да е трио и сакам да сум со нив, затоа што многу ги обожавам и многу ми е јако да ги гледам. Затоа што Јако ме! додека ги гледам дома просто се превртувам од смеење и животот ми го продолжува и стварно се најаки и нека продолжат така, доколку ги знаете, повелете, кажете му. Сакав да кажам, вели ладно ти е, не бе од Берова сум. Поздрав за Добар Берово и кафана Мрс. Добар твит, добар твит. Поздрав до нашите другарчиња кои што ни се јавија минатиот пат од Паланка ли беа, што се возат во колата, Паланко. што не слушаа. Поздрав и до нив, а инаку исто ќе кажам, Ако имате документи. морам да кажам дека пред некој ден ја гледав представата Тартив на Галин Стоев режија во Македонскиот народен театар. Сите што имате можност одете да ја погледнете представата. Навистина добра представа, ќе се изненадите, ќе ви биде убаво на душата и се ќе биде како што треба. Така, дали имаме слушател, режија, звоне телефоно? Не звоне телефоно, значи да се одјавуваме, Жарко. Да, уште ова да го прочитам само еволуција на машко-женскиот однос. 1983 година понудата беше дали си за едно танго. 93-та беше може да те однесам на вечера. 2003-та беше може број на мобилен, а 2015-та е може да ти пратам слика од мојот пип во инбокс. Тоа е еволуцијата, храброста кај мажите еволуира, значи стануваат се похрабри, станувате уште похрабри, но бидете покреативни, бидете поџентламени. Да, Сето ама друго немој да само бидеш ќе си како дојде. селјак. Да, немој да бидеш како селјак, Да биди земам, да поџентламен. те проедам или да проедам да те земам. браќе. Тие за тие. Вау. Значи, уживајте, сакајте се, слушајте македонска музика, иако нема уствари веќе Нема забрана. забрана. Слушајте српска, иако има забрана. Слушајте секаква музика, затоа што музиката е храна за душата, а денеска сонцето свети и е убаво и останете со нас, и останете со Атанас, и останете со Жаре во вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. Кома нула. Најомилен дел од песната, ова новогодишниот песни, знаеш кој ми е? Да, така заспивајте го вашето дете, вашите мали најсакани Или во тој мантрајте ритам. си во Или соба. мантрајте во соба. А јас ќе кажам дека ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 23.12.2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Чао. Комичен мегахерц.